Добро вечер на сите во втората емисија на подкастот Независна зона. Веќе во новата 2024 година. Најпрво да ви ги честитаме новогодишните празници и да ви посакаме многу среќа, здравје и успех во новата 2024 година. А за нас како независен синдикат на полицијата да си посакаме многу синдикални успеси, нови емисии и да напредуваме само напред. Во втората емисија наш вечерашен гостин е председателот на Гранскиот независен синдикат на полицијата Гоце Делчев Тодев. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добре нашол и исто како и од твоја страна што има честитки кон гледачите, кон слушателите, од моја страна да искористам можност да практично првите работни денови од 24-та ги имаме како можност да преку овие денови ги упатиме и честитките за добро здравје на сите слушатели, сите наши следбеници, сите оние што го гледаат она што го работиме као синдикат. Многу здравје, среќа, така да сето што било во 23-та да биде што побрзо заборавено, за да може да биде позади нас. Најпрво за почеток да ни кажете кои се вашите почетоци, како започна се во вашата кариера и во вашето синдикално делување. Па како и во подкастот, што меѓу првите се случува да бидам еден од говорниците, односно еден од лицата кои го користи ова прекрасно студио кое е исклучиво направено за потребите на гранските синдикати, синдикалните организации во рамките на Конфедерацијата на синдикални организации, така и во едно давно минато време, 2007 година, од сето она што не го работеше, односно што го работеше против работниците на полицијата, против работените во полицијата, а ништо не е ново ни денеска. Еден синдикат кој со години, 50 години, ако е 30 години, меѓутоа тој се декларира дека е толку стар, дури постари од постоењето на самата македонска полиција од осамостојувањето на државата, нивното неработење, моето префрлување од армијата во полицијата и сето тоа што го увидов уште тоа време 2004, 2005 и 2006 година како можност за решавање на моите собствени потреби, односно собствени прашања кои беа буквално дел на работните односи, зашто не ми се исплаќаше храна, превоз, патарини, патни трошоци и така натака, бев упатен со работа и работни обврски од Скопје 75 км, 75-150 км во двата правци. Беше основа кај што тогаш на тогашниот председател на тогашниот македонски полициски синдикат, сега веќе единствен репрезентативен синдикат, бидејќи прерасна од македонски полициски синдикат во единствен репрезентативен синдикат, кога го формиравме независниот синдикат, му дадов ултиматум, условно кажано, со одредени прашања за кои во некоја наредна прилика сигурно ќе имаме можности, бидејќи ги чувам и се уште ги имам као материјален доказ кои беа прашањата за кои јас као личност и уште 9 основачи, односно 9 лица кои беа носители на тој документ со кој ултиматумот идеше до таму да ако случајно не се решат во даден временски период од неколку месеци од страна на македонскиот полициски синдикат, јас како еден од тие 10 кои бевме на листата хартија, ќе изнајдеме решение со кое ќе направиме синдикат со назив независен, бидејќи политиката и тогаш беше навлезена како и денеска, меѓутоа не толку многу. Ова денеска што се случува во македонскиот полициски синдикат на се наликува, само не на синдикат. Да си седнат као јас и вие сега, бидејќи ова е наше студио. МВР не е својство на собственост на министерот и на председателот на македонскиот полициски синдикат, па кога ќе сакаат тие, без да консултираат никого, да прават колективен договор, како тоа што го направија неколку дена пред Нова година, поточно последниот работен ден во 2023 и мисле дека така ќе помине. Затоа и сум гор што
како председател на гранскиот синдикат, еве после неколку дена, веднаш реагираме и мислам дека дел од прашањето, дел од нештата што ќе ги отвориме како нерашистени прашања во самиот полициски синдикат, односно независниот синдикат на полицијата кој од 2007 преку микрофоните гласно говори што све се случува, практично пак еве ќе се навратам 2007 беше момент кај што тогаш владење, односно владеачката гарнитура имаше ВМРО ДПМН како водечка и партија која беше практично мнозинска во тогашната влада. Успеавме направиме независен политички синдикат на Македонија, па 2011 го ставиме во мирување, бидејќи имаме потешкоти во начинот на функционирање, не потешкоти во самиот синдикат, потешкоти со власта, исто како што сега и денеска имаме со оваа власт, така имаме и тогаш. Меѓутоа, за разлика од тогаш, сега нема шанси да биде ставен во мирување, бидејќи НАТО држава сме. Македонија веќе во НАТО системот, НАТО безбедносниот систем е веќе држава која чекори цврсто кон европските евроинтеграции, така да верувам дека тоа што со години веќе, скоро 2 децени сум го направил, нема да има никаква шанса да остане минорно во однос на начинот на функционирање во рамките на полицијата и тоа е, да речеме, една мала ретроспектива на сето тоа што се случуваше од 2007 до денеска. Ова е само, да не кажам, 0,1% од она што све се случуваше во рамките на начинот на градење и на работење во самиот грански независен синдикат на полицијата. Кои цели успеавте како НСП, како независен синдикат на полицијата, на кои цели од 2007 година па се до ден денес сте особено горди? Најголема цел што ова сега вака нашите гледачи, односно нашите лица кои не следат преку подкастот, е добро да го знаат и од причини тоа и беше една од основите што го изградиме ова студио, односно го направиме да може да ова остане трак, да и оние што ќе влезат после 10 или 15 години во полицијата, преку овој видеозапис, односно видеодоказ, да и тие знаат дека имало лудило во 2007 година и една од најголемите придобивки за вработените во полицијата е тоа што сите ние имаме проблем во животот и секој на свој начин се представува како жртва. Ја не се представувам како жртва затоа што кариерата сум ја замрзнала тогаш од 2007 година, неам никакво напредување во поглед на таа кариера. Не го гледам тоа како проблем за себе и за семејството, затоа што ако ништо повеќе една од емисиите во која јавно ќе пренесам, најголема добивка е што во полицијата внесовме внесовме синдикат кој за многу брзо време после реактивирањето на 22 благодарение на 2016 година, благодарение на тогашната техничка министерка, за која морам да кажам све најдобро, затоа што само таа во овој изминат период од практично 17 на години беше особа која знаеше што сакаме као групација во рамките на полицијата. Фосина Ташева Ременски ја разбра пораката со самото упатување на актот од моја страна. Тоа се случуваше практично 2016 на 13 на Василица, 13 јануари 2016 година, на тогашна Стара Нова година, односно на ден Василица, беа изготвени, направени документи и доставени во Министерството за труд и социјална политика, како и сега што имаме период во кој очекуваме нова техничка влада, така и во таа не така давно 2016 година на 22 февруари
добивме акредитација, добивме печати, добивме решение уствари од страна на Министерството за труд и социјална политика и од Централниот регистар, и од тогаш навака 8 години сме во функција на делување во рамките, помеѓу другото, и на Министерството за внатрешни работи, кај што гранскиот независен синдикат е и најброен, од тогаш до 2018 имаме период од 2 години во кој згазивме, можам комодно да кажам, згазивме од причина што за 2 години и 2 месеци тогашната енергија која имавме во рамките на МВР, не оти сега ја неаме енергијата, меѓутоа тој почеток, односно реформирањето на независниот синдикат на полицијата во 2016 значеше да сите оние незадоволни, а ги има премногу, не тогаш, него денес имам уште повеќе во рамките на Министерството за внатрешни работи, успеавме за 2,5 години да допреме до репрезентативна бројка, односно согласно Законот за работни односи, дојдоме до момент кај што имаме и отварање на шампањи и така натака, и добиме и решение од Министерството за труд и социјална политика дека по сила на закон гранскиот независен синдикат на полицијата, односно независниот синдикат на полицијата во Министерството за внатрешни работи стана репрезентативен синдикат, така да преку оваа емисија до сите оние душмани, до сите оние што се замислува дека се единствени, не се единствени, тоа нека заборава дека се единствени, може да бидат единствени кои биле единствени, па у некое догледно време, како што имале многу единствени во одредени други жолти државни синдикати, па ги нема никаде, односно веќе се трети или четврти. Единствени били одредени политички партии во одредени држави, па не постоја. Така да и ова единствен може да се случи да во некое дадено или многу блиско или брзо време, све зависи од самите вработени во полицијата, да станат минорни. Ова го зборам од причина што гранскиот независен синдикат во полицијата не познава друг синдикат во рамките на шумска полиција, бидејќи од 320 шумски полицајци, 309 се членови во независниот синдикат на шумска полиција администрација. Нема таму ни единствен, ни втор, ни трет. Не постои друг синдикат, таму е само независниот синдикат на полицијата, што дури ми е и малци непријатно. Истото се случува во судската полиција, кај што од, не знам, 195 се бројот варира, бидејќи еден поголем број на вработени заради завршување на нивниот дел од работниот стаж заминуваат во редовна пензија, се намалува бројот, па доаѓаат нови, така да ирелевантно дали е 198 или 196 вработени во судската полиција, меѓутоа 162 се членови на независниот синдикат на судска полиција. Повеќе од 60%, односно во 8 од 12 затвори, ке потенцирам посебно во затворот Идризово, кај што 202 члена има независниот синдикат на затворска полиција, односно дел од гранскиот синдикат, од 230 вработени, 202 се во гранскиот, односно во независниот синдикат на полицијата. Така да многу брзо може да се случи да тој единствен, така наречен и само прогласен синдикат биде исто како што е во шумска, судска и затворска, меѓутоа пак ќе кажам, се зависи од волјата, желбата, меѓутоа све зависи и од се она што го прават и го правеле до сега министрите, ги седнувале, како јас и вие сега што седнуваме вака на маса и сами си подпишуваат договор. Све дека тоа го прават така, ќе има револт во рамките на полицијата и само се чека моментот да речеме тој гнев и револт да ја прелие чашата кај многумина кои бараат исписница и чекаат само момент на кој ќе му кажат чао единствен репрезентативен синдикат и ќе дојдат таму кај што им е местото. Кажете ми, во моментот стана збор за затворска, шумска и судска полиција. Дали истите си имаа стекнато со репрезентативност? Сите, и тоа со документ и прашањето со документ издаден од Комисијата при труд и социјална политика? Не, тие се репрезентативни синдикати на ниво на работодавци. Директорите на затворите
согласно Законот за работни односи, има таква законска можност како и нашиот, односно мојот министер за внатрешни работи, кој не сака да издаде такво решение, бидејќи нема е во прилог. Тоа сакав да прашам, што е проблемот со Министерството за внатрешни работи? Зошто Тоа ние не може да обикнете се него на подкаст, вака одека, министерот, ако е доблесен, уште 20 на дена или нешто повеќе од 20 на дена ќе биде министер, меѓутоа и кој ќе заврши со неговата функција министер, мислам дека е ред да се соочи, а со мене мора да се соочи. Еден ден дали ќе остане министер, дали ќе биде не знам на друга функција, како и да е, ќе има денови кај што ќе мора да се соочиме вака преку микрофони, преку очи, преку уши и така натака, кој е гревот кој го направил не према Гоце. Кој го направил према Македонија и кој го направил према Министерството за внатрешни работи и вработените во полицијата, затоа што тоа што со години го работел со македонскиот полициски синдикат е нешто за кое треба да се видиме вака во очи, а и сакам преку јавни монитори и екрани да на јавноста им ја пренесеме неговата желба зошто и причина го правил сето тоа што го правил, а јас ќе го кажам тоа што е реалната вистина. А има тука многу прашања кои се задкулисни, односно прашања за кои мора да се видиме и мора да се расчистуваат, бидејќи видите, имаше поединци од политиката викаат вистината е како шило. Така да и овдека вистината е како шило и еден ден мора да излезе на виденина зашто вие, односно ти и останатите полицајци кои сте од помладата категорија, да речеме, односно луѓе кои влегле кога им дошло моментот на нивниот живот да влезат процес, да влезат во полицијата, зошто вие да патите заради некој кој се нарекува единствен репрезентативен синдикат и подпишува документи, колективни договори, како што он сака или како што сака министерот или како што сака државниот секретар во Министерството за внатрешни работи, а пред тоа одат се шетаат по Министерството за внатрешни работи, меѓутоа најбитно е во Центарот за обука, кај што додека луѓето се на обука, односно на школување и се на курс за полицајци. Дали ги врбуваат, дали ги лажат, ги хипнотизираат, дали им бајат. Значи, не, тоа мора да докажат, а може да се случи и на суд да треба да докажуваат. Значи, јас таму кај што ќе дигам и сум кревал прст, знам зашто кревам прст. Затоа што, пак ќе кажам, вистината е стварно као шило и еден ден мора да излезе на виделина и таа како ќе врти тоа шило, значи еден ден мора да пробие таму кај што треба. Затоа што, ова многу внимателно треба да го слушаат сите оние што не следат. Не може единствениот македонски полициски синдикат, единствениот репрезентативен синдикат, единствениот, не знам уште какви све термини користат, ја манипулираат јавноста со тој збор единствен, зашто нема никаква врска, и сето тоа што го прават во Центарот за обука, во овие изминати 10 години, 10 генерации, по 600 луѓе, 6000 членови обезбедиле преку манипулација. Тоа е класична манипулација. А ова што го зборувам, сигурно и ти конкретно као во моментов водител, многу добро се сеќаш кој ти дошол во Центарот за обука, кога си бил во Центарот за обука, меѓутоа не ти, сите тие 6000 на кои ме даден лист хартија. Меѓутоа има и поголем проблем. И тие 6000 што се зачлениле не е спорно, еве и на тој незаконски начин нека се. Што правиме со тие членови што сакаат да се очленат? Одлично прашање. Тоа е уште поголемо. Шилото и таму ќе пробие. Значи не може македонскиот полициски синдикат, единствениот репрезентативен синдикат во полицијата, приказки за мали деца, да направи измена во статутот, тој статут да биде доставен до Министерството за труд и социјална политика и како таков статут, без смена на податоци, односно на пристапницата, без да се праша тој што се зачленил во 1815 година или во 1413 година, значи бидејќи овие кои ќе отидат у пензија со овој статут на тој единствен синдикат, ќе мора да бидат членови на тој синдикат. Не е тоа нивни проблем. Има луѓе кои го работат ова као случај,
бидејќи врз основа на таа смена на статут, зашто не се консултирани членовите, односно тие што биле потписници, а у меѓувреме добиваат, да речеме, покачување на плата, па му вика јас сум заслужен затоа што ти имаш поголема плата, нема врска, ние сме бандашот во оваа држава, каква пак плата, какви бакрачи. Македонскиот полициски синдикат ќе бил тој што бил заслужен. Јас ти дадов пакетче, како што им дадов пред 4-5 дена за... Не е спорно и нека се заслужни. Меѓутоа, демократско право е секој да се очленува и зачленува во синдикална организација. Денес како подпишал, денеска, пример, после Нова година, односно еве, на ден на Нова година, 23-та на 24-та, 3 години, согласно тој статут, тоа што јас го знам, не сум го читал статутот, меѓутоа тоа што ми пренесуваат секојдневно десетици луѓе, односно членови, кои сака да се очленат и викаат, мојата истапница чека, а викам пристапницата ја потпиша, вика, пред 10 години, ама у меѓувреме они го смениле статутот, значи они се доведени во заблуда. Членството и вработените во полицијата, може да замислите. Припадници на полиција, припадници на едно Министерство за внатрешни работи, ние збориме за држава, значи ако е ова држава, не може да биде изманипулиран полицаецот, па што останува за обичниот граѓанин? Значи, автоматски ова мора го слушнат и граѓаните. Ако еден таков гест се прави, господине министер, господјо министерке за труд и социјална политика, преиспитајте си одлуката, за ова прашање сме разговарали на владини седници. Бидејќи сум член на социјално-економскиот совет, кај што директно сум прашувал, дури и премиерот сум го прашувал во дадени моменти. Што правите и дали знаете ова што го правите? Прво, неправилно, и така натака со низа други класификации на проблемот за кој, значи, како грански независен синдикат кој е исто репрезентативен синдикат, е во процес на расчистување на нештата. И ви тврдам и се колнам и давам клетва дека ова работа како што го оформиме независниот синдикат на полицијата во период кога го формираме синдикатот 2007, прашува прво дали сум здравствено способен, дали сум нормален, затоа што за нив беше баук да се направи нешто надвор од она што функционира во рамките на тоа што седнуваат и договараат, бидејќи одредени синдикално-политички фигури, како и денеска, беа научени за одредена чашка, не знам, за одредено патување, за одредени, не знам, бенефити, пакетче за деца, за работно место. Значи, Гоце не се продаде. Изминатите 17 години. Без разлика што X пати имал предлог и понуда. Дали на отворена врата, преку оджак, преку прозор ми праќале писмо. Така е. Тоа е прашање кое мораме јавно да го проговориме и Гоце нешто не се продал. Не го продал никого. Не го предал никого и нема да го предаде. Меѓутоа, затоа што не го предал никого, има право преку микрофонот јавно да ја говори вистината, а тој што се чувствува виновен или се чувствува многу јак, повери, нека дојде микрофони ќе направиме, наместиме така натака, да ги измешаме, односно преплетеме сите вистини, а јавноста треба да цени и да слуша, да знае што му се случува во минатото, односно во сегашноста. Така да, статутот кој е изменет во рамките на Македонскиот полициски синдикат и на кој начин и како не навлегувам, си има служби, си има вработени и во Министерството и во одредени останати институции низ државата, таа работа некоја чешла и некој некогаш мора да одговара. Зашто прави вештачки прилив на членство за да потпишува, како што потпиша на 29 јануари 29 декември 23-та, колективен договор 20 дена пред правење на нова техничка влада и така натака, да не навлегувам затоа што е многу широка тематиката и проблематиката, која е причината да потпишат колективен договор, што општо народно кажано во ден во очи на Божик потпишуваат или го колат прасето, нели? Како што може би ќе треба цела емисија да посветиме на новиот колективен договор. Ќе мораме да посветиме. Не знаеме што има. Новиот колективен договор е потпишан пред 5 дена. Добро треба да се видиш. Втор работен ден е во новата
2024 година, само тие што го потпишале знаат што потпишале. Ако ние као грански независен репрезентативен синдикат немаме појма што се случило, значи ако таква некоја работа се случува во едно министерство, ред е да министерот... Меѓутоа информирани бевме дека имало напредување на нашите права. Така официјалната изјава. Да, унапредување има од 2007, помеѓу другото, 2007, тие што се повозрастни, а ме следат и ме слушаат, најверојатно ќе напишат по одредени места во рамките на просторот кај што ќе имаат можност да напишат ова што јас го говорам. Верувам дека има повеќе од тие што ќе се сетат дека вие, да речеме, сте помлади као водител, имаме 2007-2006 година промена на колективниот, исто така не лажеа како пред 5-6 дена, унапредување. Кое беше унапредувањето, а е следно, може ќе се зачудише бе, као водител и као колега, на 8 редовни ноќни часови, тој што работеше од 22 до 06, имаше еден бонус, 9 му се водеа со колективниот. Па им текна на тогаш, бидејќи унапредува и тогаш работни, да речеме, права, и тогаш ги унапредија правата, па им го скратија. Сабота беше неработен ден. Во сабота, тие што работеа во полицијата, им се пишува сати исто како денеска во недела. И тоа им... Ден викенд. Ден викенд. И тогаш исто им го унапредува. Па после тоа уште едно унапредување им го направи тој македонски полициски синдикат. Ова јавноста мора да знае. Саботата во Македонија е многу чуден ден. Чуден. Во годишен одмор влегува, во боледување влегува, а како викенд не се плаќа. Не се плаќа, чуден. Затоа што македонскиот полициски синдикат многу се грижи за работниците, па тој македонски полициски синдикат, бидејќи е само тој потписник до сега, е затоа мојата рака никош не потпишала колективен во полицијата, затоа што ја нема шанси такво нешто да прифатам, да потпишам како тоа што го направија пред 5-6 дена, да не видам што потпишувам. На нив ме сервиран текстот на колективниот договор, никој ништо не знае, значи само тие што го подготвувале се подготвени да сменат нешто. Па се случи, ќе не се сеќавам, 2011, 12 или 13, не е ни битно кога, храна и превоз кој од тогаш остана 2300 денари месечно како исплата за храна и 900 денари патни трошоци. Тогаш беше горивото 230-40 денари, денеска е 100 денари. И од тогаш го ставија како бруто, па нето, па извртува, па му правеа на работникот манипулации, па никој не знае дали е бруто или нето и така натака и така натака. Ние, да речеме, што се бавиме со синдикати, што ги знаеме термините, ние едноставно да го тумачиме сето тоа како збор, меѓутоа они ги извртеа така работиве што на работникот му направија карикирие тој македонски полициски синдикат, а што сега потпишале пред 5-6 дена, тоа само Господ знае и они, меѓутоа јавноста мора да знае, односно колегите вработените во полицијата мора да знаат дека 50-тина адвокати кои се во рамките на независниот синдикат на полицијата многу сериозно веќе го имаат добиено као насока од моја страна, моментот да мора, кој ќе го добиеме, бидејќи се уште го немаме добиено, може да замислите. Грански синдикат, односно репрезентативен синдикат во полицијата нема добиено текст на колективниот договор, а они го потпишале. Ова само во Македонија и во ваква држава како Македонија може да има. Зборуваме за права, меѓутоа Гоце ќе им пренесе, им порачува Гоце од овој подкаст, дека 2024 ќе им биде година која ќе им е пеколна на поединци. Пеколна зборувам затоа што не може некој да вади од контекст работи кои ги правил независниот синдикат на полицијата, да манипулира со одредени активности што ги имал како синдикат, Гранскиот независен синдикат на полицијата, за политички цели и останување, да речеме, на одредени политички позиции. Тоа нема да помине така, а адвокатите мора да ги видат разликите од минатиот колективен договор и овој колективен, бидејќи со последниот колективен договор изгубиме одредени права. Не би сакал сега детали да изнесувам, затоа што ќе навлеземе во намалување на просторот за останати прашања за емисијата, меѓутоа колективниот договор е уставот на функционирање во рамките на полицијата и во рамките на сите останати
да речеме, работни организации, односно структури, министерства, така и во Министерството за внатрешни работи, колективен договор кој е каша попара во рамките на полицијата, каша попара зборам затоа што едните исти луѓе наменски политички си го донасаат, меѓутоа ќе завршам со колективниот договор затоа што е прашање за кое не само јас ќе се обидеме, а ќе пробам како председател на Гранскиот независен синдикат на полицијата да вклучам и дел од експертите од Словенија, експерти зборувам, не како овие нашиве овдека, да не кажам збор експерт, затоа што овие не се експерти, овие се лични, да речеме, глумци, уметници, за да го прават тоа што на нив им одговара, а експертите од Словенија, кај што со дел од раководството на независниот синдикат, колку тоа условот беше тогаш, бевме, го посетивме и не прифатија дури од Министерството за внатрешни работи на Република Словенија, ни посочија како што имаат одредена личност, одредена особа која е исклучиво задолжена за работа на синдикатите и на делување на синдикатите со Европската комисија за работни односи, односно со комисијата која се занимава со работните права. Може да замислите. Кај нас овдека ние имаме особа кој апсолутно не знам дали знае што подпишува, а уствари се декларира за единствен, а што има подпишано не верувам дека знае. И да не се случи како што имавме пред 10 дена, па дури и министерот се обиде да ги изврти нештата, па да каже како поединец од раководството на независниот синдикат, тој сам му текнало и поднел некои барања, а уствари сето тоа го направил на штета на работниците. Не е тоа ни вистина, ни точно. Тој што поднел во името на негово прво лично име, го поднел со знаење и на председател на Гранскиот независен синдикат, го поднел со намера да ги унапредиме ние, да ги унапредиме правата на работните односи, односно на работниците во полицијата, и исто како се веќе навлегувам во дел од прашањата кои се во самиот колективен договор, кај што еден од членовите вели дека ако вработената остане во состојба да биде мајка, односно се породи, Министерството за внатрешни работи 100 евра во противредност од 100 евра и исплаќа во, не знам, наредниот период од 30 дена, после поднесување на барањето, ние врз основа на барања на еден поголем број на вработени во полицијата, моравме да поднесеме барање, но не тие да го изгубат тоа право. И родителите мажи кои се во полицијата, на кои им се раѓа дете, а неговата сопруга, односно на мажот, на која сопругата не му работи во полицијата, мажот да поднесе барање, исто као жената што добива 100 евра, односно денаски противредности на тој износ од 100 евра, така и мажот, односно полицаецот да добие 100 евра во противредност, да може да го има истиот бенефит како и што го има колешката. Меѓутоа, таа иницијатива беше поднесена и јас колку што знам одлуката на Комисијата за спречување на дискриминација не беше да се скрадат правата на жените, така, туку беше со предлог измени со цел да нема никаква родова нееднаквост помеѓу вработените. Токму така. И од таа причина го потенцирам ова, баш во периодот на овие 4-5 дена после подпишување на колективниот договор кој они си го подпишаа, не знаеме дали тоа го имаат направено во согласност на насоките од Комисијата за дискриминација. Не верувам дека го имаат направено со уназадување практично тоа што го има добиено колешките жени во предпоследниот колективен договор. Предпоставувам дека се потрудиле министерот и подписникот на единствениот така наречен синдикат да тоа право го имаат и мажите полицајци, исто како што го имаат и колешките. Така да мислам, ако е така направено, јас однапред ги поздравувам за нивната одлука и за подписот на таквото нешто и мислам дека тоа би било коректно.
Кажете ми, вие сте председател на Гранскиот синдикат на полицијата, кажете ми некоја компаративна анализа во која бија вклучило и МВР, и затворската, шумската и судската полиција. Каде мислите дека состојбите се најлоши, каде имаме постигнато најголем напредок, некоја општа анализа ваша? Гранскиот независен синдикат секаде постигна успех, секаде ги измени законите. Законот за судска полиција, за судска служба, законот за извршување и санкции, законот за шумарство, односно во делот на работата на шумската полиција се донеси посебен колективен договор во кој активно учествуваше Гранскиот независен синдикат, така да Гранскиот независен синдикат секаде направи народно кажано не бум. Бум е нешто, не знам како да го споредам, меѓутоа во делот на она што не функционирало никаде ништо, буквално ќе му дојде бум. Затоа што за шумска полиција никој не ни знаеше. Не ни знаја граѓаните, мислеа дека тоа е исто дел од шумарите што одат по шума и нема баш така. Значи, нешто со кое не се сочува дека и тој има ингеренција, пазете, шумскиот полицаец има таква ингеренција кај што на граѓанинот може да му напише казна од 2500 евра. Тоа е сериозна работа. Замислете сега, има уставно загарантирано право, затоа е и полицаец, шумски полицаец. И сега, допред 10 години, доека не влегува во корпусот на независни синдикати на полицијата, они мислеа дека тоа се некој си, да не употребам сега груб израз, луѓе што нема што да прават, бркаат нешто по шуми и така натаму. Сакате да кажете дека состојбата во шумската полиција е уште подраматично од Министерството за внатрешни работи и затворската полиција? Па била на времето, меѓутоа со сето тоа што Гранскиот независен синдикат и независниот синдикат на шумска полиција и администрација во кој влегува повеќе од 90% како членство, мора ми да пренесам, мора да знае јавноста, мора да влезе во запис на сето тоа што ќе го кажам. Првата председателка на независниот синдикат на шумска полиција и администрација беше сегашната началничка на шумска полиција, со која имавме изворедни, перфектни работни односи и имаме соработка со која морам да кажам дека прекинати ни се во последно време од X причини, така да очекувам дека ако случајно има прилика или ако некој пренесе, а ќе ги пренесат сигурно, бидејќи од колегите кои се открива Паланка, сигурно некој кој ќе гледа емисијата ќе ги каже дека господја началничке и треба да се вратите на тоа време од 2016 година, кога лутавте по шумите, ако бевте шумски полицајци, ама лутавте по шумите затоа што никој не ве знаеше. А Гоце ве зема во рамките на независниот синдикат на полицијата, кај што тогаш ниту има униформи, ниту има возила, значи беа нешто за кое, пак ќе кажам, нешто за кое граѓаните нема врска дека тоа полиција. Они не ни очекува дека од таков еден сектор, Гранскиот независен синдикат системски и на начин на кој го направиме, дојдовме и до колективен договор за кој толку ги напредиме правата, кај што сега шумскиот полиски службеник, бидејќи и они се соовластување. Тоа ми беше и следното прашање. Дали има било какво подобрување во тој сегмент? Шумска полиција, да. Па тие се на равниште на редовна полиција. Тие независниот синдикат на полицијата, односно X пати кој ќе се сретнам со поединци од шумската полиција им велам она народно треба доека сум жив да ми дигнете споменик. Ме гледат, зошто? Па затоа што ако не бев јас да ве приберам во Гранскиот независен синдикат и ден денеска за вас никој немаше да знае. И ден денеска ќе бевте исто као хигиеничарите или као шумарите, буквално така, и немаше да имате тоа што го имате сега. Сега имате колективен договор, сега се здобивте со право и статус на полицаец во општеството, кај што согласно уставот имате право да легитимирате, односно да имате такви овластувања кои ги имате. Дури и во решението им стои дека се овластени
службени лица. Тоа го направи Гоце и независниот синдикат. Не јас затоа што сум многу паметен. Пак ќе повторам и сега икс пати кажувам. Затоа што во гранскиот независен синдикат од ден во изминатиот период оваа година, да речеме, стагнираме. Направиме договори со 57 адвокати со кои имаме соработка. Секој нешто по нешто кажал, пренел и на крајот донесуваме заклучоци со кои не само за во шумската полиција, затворската полиција, ако не беше Гоце и ако не беше независниот синдикат на полицијата, немаше да има таков закон за извршување и санкции со кој согласно тој закон и се здобија со право и статус на затворски полицаец на рангот и на рамниште на редовната полиција. Во основното јавно обвинителство има посебен одел. ОЈОГОК. Граѓаните, односно луѓето, многу добро знаат што значи се тоа за организиран криминал, одел во кој влегува и шумскиот, односно влегува и затворскиот полицаец, што говори дека редовниот полицаец во случај на било каква грешка, односно во случај на престап на одредени прашања кои сите оние што сето тоа го работат службено, може да го однесат полицаецот преку обвинителство до ОЈОГОК. Истото тоа може да му се случи и на затворскиот полицаец. Така да и затворскиот полицаец е на такво рамниште, меѓутоа и на рамниште со пари. Му се подигна платата на затворскиот полицаец согласно коефициентите, согласно одредени пресметки и добивање на моменти со што му се пресметува начинот на добивање на неговата плата. Затворскиот полицаец, па можам да кажам дека и нешто појако од редовниот полицаец во делот на добивање на месечна плата. Ова е многу интересно што го зборувам. Сите тие што ги знаат односите кај бил затворскиот полицаец, како затворскиот полицаец доаѓал до одреден паричен износ со кој ја ранел фамилијата до пред одредено време, затоа што морал нешто и дополнително да работи, дали не знам, земјоделие, дали дополнителна дејност во делот на такси служба и така натака, не е ни битно, меѓутоа тој паричен износ кој го имал затворскиот полицаец не му беше доволен затоа што имаше многу ниски примања до пред 6-7 години, меѓутоа независниот синдикат на полицијата многу добро, можеби се сеќаваат сите оние што ја гледаат емисијата, ако не се сеќаваат добро, ние имаме и записи. Независниот синдикат на полицијата и Гоце на 5-6 дена вршеше блокади по градот Скопје и по одредени останати градови низ државата, и Гранскиот независен синдикат е синдикат кој се разликува од сите досегашни синдикати во Република Македонија, кои си седеле лежерно и од кафана си ги решавале прашањата затоа што не ги интересирало многу работникот. Тука се разликува независниот синдикат на полицијата и тука Гоце темелот на протестите и темелот на начинот на кој ги решава прашањата е улицата. Тоа се виде у последно време, бидејќи сум и генерален координатор на Конфедерацијата на синдикални организации, кај што во последните 6-7 месеци, поточно од смртта на, Бог душа да му прости, морам да го потребам и овој израз, на Дарко Димовски, на председател на Сојузот на синдикати, со кој имав перфектен пријателски, другарски однос, на кој момент и во кој период кога почина, односно кога му беше погребот, се запознаме, односно направивме видување и основа со еден од луѓето кој е во здравството, кој ме послуша и кој ја фатиме работата во здравството. Ова намерно го зборувам за да сватат и моите колеги во полицијата, односно во Министерството за внатрешни работи. Ништо не бива без улица, ништо не бива без сила, ништо не бива без оруп и јуриш. И во една борба, ако го нема зборот јуриш, напад, не постои можност да некој добие нешто. Значи, оваа емисија, прва во 2024, ја користам како можност
да им пренесам на полицајците. Значи не ова само да направиме емисија, односно не сакам да се доведам во ситуација со која ќе си зборувам нешто што не знам, ќе биде толку неинтересно да и оној што следи ова што го зборувам, ќе рече овој нема што да прави овие први денови после нова година, седнал века ќе ни кажува приказки. Не. Господо, колеги, полицајци, сватете работата многу сериозно. Ова што го зборувам, не го зборувам затоа што јас сакам така. Не, затоа што мора да е така. А тоа е следно. Имаме јануари 24 година. Месец во кој ќе добиеме техничка влада. Ќе добиеме, според сите законски решенија во Република Македонија, кој во изминатиот период од 8 години функционира пред изборите, влада која се вика техничка влада. Дали ќе добиеме технички министер и од кои редови не навлегувам, значи не сакам ни да зборувам, дали ќе седне, односно дали ќе биде на местото на технички министер било кој од припадниците на одредена политичка гарнитура, не преферирам, не навлегувам. Меѓутоа, едно е јасно, влегуваме во изборна година, 24 година е и година во која ќе имаме председателски избори, меѓутоа и парламентарни избори. Запамтете што зборувам, а независниот синдикат тоа и во континуитет кој направиме. Меѓутоа, еве, и ексклузивно во оваа прва емисија моја као гостин во подкаст ќе искористам дека ќе биде година во која ќе има вонреден конгрес Гранскиот независен синдикат на полицијата. Ова го кажувам со гордост, вореден, бидејќи мојот работен век завршува. Како ќе се одвиваат понатака работите во рамките на самиот Грански независен синдикат на полицијата, не сакам сега и денеска да кажувам, меѓутоа ќе кажам дека историски понатака ќе ги анализираме, па јас ќе бидам тој што ќе биде дел од некоја си анализа во иднината, односно сето тоа што ќе го направиме и ќе го искористиме како година 2024 во која и Гранскиот независен синдикат на полицијата покрај редовните парламентарни, редовните председателски имала воредни избори, односно вореден конгрес на кој се избира, односно на кој ќе добиеме и ќе има Гранскиот независен синдикат и председател. Значи, како ќе се одвиваат работите, тоа ќе го решаваме во рамките на телата и органите, односно на ниво на председателство, на собрание на самиот независен синдикат на полицијата, меѓутоа и согласно статутарните решенија кои ги има независниот синдикат на полицијата, така да поентата на се тоа што го говорам е дека мора да бидат подготвени полицајците, тогаш кога ќе даде знакче независниот синдикат на полицијата, дека мора да се излезе на улица, излезете колеги на улица, затоа што единствениот начин и пат до добивање на било што, мада сето тоа што пак ќе се навратам на колективниот договор, ќе биде ускратено или ќе биде затаено или ќе го немаме согласно посебниот колективен договор, ќе биде момент со кој мора да го решаваме преку улица. Меѓутоа, мораме, тука најверојатно не знам како е планот со на прашањата, да отвориме и прашања на споредба, компарација, односно усогласување на нашиот посебен колективен договор во полицијата, кој пак ќе кажам потпиша, меѓутоа кој го потпиша и како го потпиша, знаеме кој го потпишал. Меѓутоа кој сугерирал за ваков начин на потпишување без зимање на поголема експертска дебата. Па ние закони се менуваат во собранието на кој сум присуствувал икс пати. Се менува одреден закон. Законот не оди на гласање кај пратеникот доека не помине собраниски комисии, доека не помине пратенички расправи меѓу пратениците, па има усогласување на законот согласно правната регулатива. Значи тоа се постапки кај што мора да помине ни сите филтри да добие народот, граѓаните да добијат соодветен закон. И сега пак ќе се вратам. Луѓето, гледачите нема да сватат дека ова нервоза затоа што глумам. Не може да се донесе посебен колективен договор без Гранскиот синдикат и тоа да помине така.
Нема да дозволам ни ја, ни било кој, верувам дека секој еден што гледа ова што го зборувам, ќе се согласи дека не може без општа дебата во полицијата да се донесе менување на колективен договор кој е колективен договор за сите вработени. Тоа е грешка невидена. И таа грешка мора некој да ја плати и ќе ја плати. Ви тврдам, гарантирам, пренесувам, известувам, јавувам и кажувам. Значи, кој ќе се формира влада, кој ќе се заврши целата изборна постапка, до добивање на нов министер, не технички. Техничкиот има обврска да ја спроведе работата и програмата во делот на она што му ингеренција спроведување на избори, меѓутоа има и ингеренција во рамките на полицијата, кој ќе биде и како ќе ги постави работите во полицијата, не навлегувам. Само едно се надевам, дека ако ништо повеќе, ако Оливер Спасовски не најде за право, за момент во 2023 ниту еднашка да дигне телефон и да праша дали имате време за една средба. Тоа е невидена срамота. Цела година, 365 дена, да не побара, да се појави било кој од независниот синдикат на полицијата. Макар мене сам да ме повика. Ами Гоце, дај да се видиме, нон-стоп зборувате, галамите, кажувате, приказки, викате, како и сега што викам. Не викам. Пренесувам дека состојбата не е добра. И не била добра. Значи, само тоа верувам дека тој што ќе биде технички министер, ако ништо повеќе, значи го обврзува во првите 24 часа да се сети на ова што зборува. Ма верувам дека ова, ако ништо повеќе, јас лично ќе му ја пратам емисијата. Само чекаме да видиме кој ќе биде технички министер. Споменавте дека немате ниту една средба во 2023 година со министерот Спасовски. Кажете ми која е причината за таквиот игнорантски однос? Тоа треба он да ви каже. Односно треба не на вас као водител, на јавноста да и каже, бидејќи јас пренесувам дека тоа е така. И веќе го повикувам најавно да пренесе зошто независниот синдикат на полицијата кој имал не знам колку километри поминавме. Не ми е јасно која е причината што сето тоа што го поминаме со илјадници километри, потрошени илјадници евра пари, синдикални пари, не тоа мој или буџетски од МВР. Значи лесно му е на единствениот. Единствениот поднесува известување, ми треба 15 возила, ги зима службените возила и се шетаат. И си бркат работа. А не ли мислите дека многу подобро било за полицискиот службеник, за зголемување на правата? Македонскиот полициски синдикат и независниот синдикат на полицијата на заедничка маса да ги на некој начин да ги усогласат ставовите со кои ќе настапат пред министерството. Вие се шалите? Би поставам прашање. Мислам дека на тој начин многу поконкретно би било. Сега и контрапрашање ќе постав за да може да развивам дискусија од причина што тие не сакат ценката да ни ја видат. Македонскиот полициски синдикат е до таму отиден и до таму работи против независниот синдикат на полицијата да буквално не сака ни да постои независниот синдикат на полицијата. Камо ли да седне он со мене да разговара? Па јас јавно му зборувам, ја ова што го повисувам тонот, не го повисувам тонот затоа што пак ќе кажам, глумам или некоја сила покажувам. Не. Така сум по природа. Не сум некој тивок и така натака. Меѓутоа, страшно многу ме погаѓа неправда и таа неправда преку ваков гласен говор, односно подигнување на тонот, го пренесувам. Македонскиот полициски синдикат се дека не разбере и не свати дека за доброто на вработениот во полицијата му е потребен, не Гоце, ете нека направат работна група, односно нека направат иницијатива, јас нема да присуствувам на една таква, вие, како што кажувате, односно како што кажуваш, заедничка средба, односно заедничко тело со кое ќе отпочнеме некој нов процес на функционирање на МВР. Па тие прават колективен договор, тие не известуваат. Тие го подпишале, тие не ни го доставиле да го видиме. Зашто зборувам? Јута не сака да седнат со вас, а ви испраќаат честитки по медиуми, ве поздравуваат, ве провоцираат. Ги боли. Тоа заради тоа да прашав. Вистината ги боли.
Таа народната само вистината боли, затоа испраќаат и затоа не зборуваат као синдикат, бидејќи сето тоа што ние го кажуваме е живата вистина. Живата вистина која буквално во таа вистина има греф од другата страна. Тој што направил греф е погоден од нашата вистина и затоа не повикуваат, односно не зборуваат. Као и сега ние што ги зборуваме. Меѓутоа ја не ги зборувам да ги напаѓам неосновано или не знам им правам напади, нема врска. Ова не се напади, ова се само суштински прашања со кои се соочуваме. Да се концентрираме на независниот синдикат на полицијата. Кажете ми да направиме една мала ретроспектива на 2023 година. Со кои активности би можеле да ги издвоите како некои посебни кои би означиле 23 година, што се случуваше, една кратка ретроспектива. Гранскиот независен синдикат на полицијата имаше најмалку 12 меѓународни средби во Бугарија, во Србија, во Црна Гора и така натака. Значи, учествуваме на протест кој го организираше Црногорскиот независен синдикат на полицијата. Учествуваме на полицијади во Србија. Тие ни беа наши гости во Македонија. Значи, имаме од меѓународен аспект и ќе го издвоиме моментот со кој ги решиме прашањата во делот и во просторот на решавање на прашањето Балканска политичка унија, односно прашање во кое и по кое и во наредната 24-та, односно ова веќе која почнува као година, ќе имаме доста активности не со намера да кажуваме дека ние сме големи, не, него нашата големина ја преточуваме во една посебна унија во која членуваат и се членки синдикати од опкружувањето. Веќе сме на чекор, бидејќи во Словенскиот полициски синдикат имаше реконструкција на раководството, односно претседателот на Словенскиот полициски синдикат со кого имаме соработка е заминат во принудна пензија, односно во инвалидска пензија. Заминате и имаме смена на раководството таму, најверојатно и тие ќе се приклучат. Претпоставувам само, све зависи како ќе се одвиваат преговорите и тоа е во делот на меѓународната Кои се целите на таа Балканска унија? Точно, одлично прашање. И тоа е причината зашто ја формираме таа Балканска политичка унија, односно формирањето на ова унија на политички синдикати од Балканот е со намера да сето тоа што ние не може да го направиме као независен синдикат на полицијата, а политичките партии сакаат да идат и да го водат народот према Европа, е мало сутра ќе биде. Ова зборувам мало сутра, затоа што кој ќе дојдат работите на маса и кој ќе треба да не погледнат на маса, а на маса мора да не погледнат преку сето тоа што ние ќе го праќаме до Брисел, до таму од кај што ќе добиваат задачи, тие што ќе седнат по министерските фотеји. И една интересна работа ќе ви кажам сега и на вас као водител и на сите тие што слушаат. Се изнагледав огромен број на министри во минатото, бидејќи пак ќе кажам као координатор на независните синдикати во КСОМ, одредени министри после години и години, кои ќе ме погледнат ваку очи, до таму одат да ја наведнуваат длабоко главата доле, ја тргаат главата и бегаат што поскоро да не ме видат. Затоа што знаат дека кога биле министри, биле многу јаки. Биле фотејаши, биле фаци. Меѓутоа, кога дошло момент да бидат обични граѓани и кога му кажувам дека твоите грешки, бе, господине министер, тогаш ти кога си бил таму и таму, кога не си сакал да слушаш за одредени прашања кои документирано сме ти ги пратиле, и зависело од тебе, е причина со која ти немаш право да говориш за некои работи кои денеска ги кажуваш. Така да, тоа е една од работите, мал излегов од контекст на прашањето, односно делот на она што сака да го слушне јавноста на прашањето. Една од активностите која имаше Гранскиот независен синдикат во 23-та е по прв пат после 8 години направиме за мене и според мене централни спортски игри под тертипот кои го имаат другите големи синдикати надвор од Македонија, не зборувам за
тукашните синдикати, затоа што тукашните синдикати спортски игри прават со парите на граѓаните. Ова е многу битно да знаат граѓаните. А што сакам да кажам, односно што зборувам со ова, парите на граѓаните? Со возила од Министерството за внатрешни работи. Во Министерството за внатрешни работи се прелеваат пари од буџетот. Граѓанинот се поти, копа по бавчи и не знам кај све не работи, да дојде до некој динар пари, буџетот му ги зима тие буџетски пари, а овој се вози полицајецот преку Македонскиот полициски синдикат, конкретно, а вакви случаи има и по другите синдикати. За жал, мора да го знае народот. Независниот синдикат на полицијата оваа година направи синдикални игри со собствени синдикални пари. Не со парите и со возилата и во просториите на Министерството за внатрешни работи. Единствено од чланарината на членовите. Да, исклучио од мојата, вашата, односно членовите кои си плаќаат. Сега имаше тука, како и секој пат, мора да има одредени забелешки од страна на поединци, меѓутоа имаше такви одлуки кај што, да речеме, цензусот кој ни беше 10% од вкупното членство, значи имаме отприлика 420 лица кои беа на тие спортски игри, согласно одлуки, согласно средби, состановци и така натака, согласно капацитетите за сместување и за спроведување на тие спортски игри. Пазете, 420 луѓе да ги сместите, да ги организирате, да се превезат на пониква беа тие спортски игри од Охрид или не знам, сега да не потенцирам било кој од град од државата од Дебар, за да дојат 200-300 километри и да присуствуваат на едни вакви централни игри као манифестација која беше за нас исклучително битна, дали би ја спровеле како што треба. Фала му на Господа, немаше никакви повреди, немаме никаков проблем на тие спортски настани. Пак ќе кажам, и сепак беа први централни игри, така да секогаш има простор за има простор, како и ова што е, да речеме, на прва емисија во 24-та, ќе најавам дека и во 24-та година и за 24-та имаме веќе одлука. Таа одлука гласи дека вторите спортски игри ќе бидат во Крани, во автокампот Крани. Веќе се работи, има одредени тела кои се во организациониот одбор и ги решаваат тие логистички, односно прашања кои се од делот на прашања за кои треба организацијски да ги поклопиме, и тоа е само делот она што го имаме 23-та година. Имаме 5 председателства на кои ги решаваме одредени прашања во делот на, посебно ќе истакнам, дисциплинските постапки. Во Министерството за внатрешни работи се воведе посебен нов одел за судски и дисциплински постапки. Имаме помошник на министерот кој раководи со овој одел, и за прв пат граѓаните, односно луѓето во самото Министерство за внатрешни работи мора да знаат, без разлика што има многу од нив што не знаат, а ќе дознаат. Не дај Боже да сето тоа што сега ќе го пренесам на кратко, што можам да го пренесам, ги снајде као судбина. А судбината е следна: да службено биде ставен на хартија дека дисциплински ќе биде третиран, односно гонет, па ќе мора само од собствен джеп, од Охрид, да си доаѓа во Скопје, бидејќи е сега централна таа комисија за водење на дисциплински постапки. Па замислете сега уште 50 или можеби повеќе ќе го кошта, зависи какво возило има, или може нема возило, па ќе треба и 2 дена да зима годишен одмор, за да може да си решава проблем кој технички му бил врз основа на видување на некој што го дал на дисциплинска. Меѓутоа што се случува, ние веќе имаме, пазете, морам да пофалам таа комисија, бидејќи имаме и искуства со таа комисија. Далеку подобри се решенијата и одлуките кои ги носат како комисија, професионално се однесуваат. Ред е да го знаат ова вработените, ред е да го знаат и оние што ја слушаат емисијата, за да може да пренесат таму кај што треба да. Според вас, кое би било решението за овој проблем? Ние како синдикат поднесовме иницијатива да направиме средба, се уште неаме средба. Изговорот на таа комисија, односно на тој одел, е дека се уште се
прават простори, канцеларии и така натака, ќе не повикаат, меѓутоа еве, доаѓаме во период кај што имаме техничка влада, така да не знам дали тоа ќе биде така, меѓутоа морам да потенцирам. Зашто мора да знае јавноста. Ние сме правен субјект во рамките на Министерството за внатрешни работи. Ние не може да се третираме поединечно. Не можем јас као Гоце да бидам искал гранскиот синдикат. Не може да биде заобиколен гранскиот независен синдикат на полицијата и независниот синдикат на полицијата да не учествува во делот на прашањата кои треба да се решаваат. Како, например, како системски да се реши проблемот на начин на спроведување на тие дисциплински постапки во однос на доставување на документ, известување, јавување, подпишување, пренесување на сето тоа што треба да се направи до моментот на дали тој полицаец вработен во полицијата ден тако ќе доаѓа, ќе му се рачуна дека е на работа, дали тој полициски службеник или униформиран или нашки односно кажано во рамките на Министерството дали е овластено или само полициски службеник или е цивилно лице во полицијата, мора тој да знае тој ден кој ќе биде на дисциплинска постапка, дали му се води како редовна работа, мора да му се обезбеди превоз затоа што тој што е предлагач на дисциплинската. А не мислите дека е попрактично самата комисија да патува до местото на... Па јас секако мислам. Не знам тие дали мислат. Јас мислам дека е попрактично. Прашањето е перфектно и ние си разговараме и сме имале на тие председателства дебати по основно ова прашање. Знаете, многу е битно да полицајците, ова што го слушаат, да мора да знаат. Ние на тие председателства не дебатираме какво е времето или не знам некои банални прашања. Дебатираме суштински прашања во рамките на полицијата, помеѓу другото. До кај сме со униформите, до кај сме со чизмите, кое е прашањето во однос на возилата, дали 150.000 километри и 5 години старост. Веќе кога ги споменавте униформите, до каде сме со униформите? До никаде, нема тендер. Затоа што во тендерското барање се поднесуваат некои услови кои се однесуваат за не знам, да не карикирам. Полицајецот мора да има униформа како космонаутите у НАСА. А ние не може да бараме, да имаме конци, не знам, од одредени категории, кај што не постои може би таков конец, карикира. Полицискиот службеник не го интересира за тендерот. Не го интересира, не Свесни сте во последно време дека се повеќе полициски службеници со цивилна облека. Министерот треба да одговори на ова прашање и македонскиот единствен синдикат, затоа што тие се потписници на колективниот договор со кој гоускратија правото да независниот синдикат на полицијата има членови во одредени комисии, помеѓу другото и член во кој ќе биде инволвиран во делот на одредени набавки и така натака, кај што независниот синдикат ќе даде сериозен удел во расчистување на одредени прашања. Не може зад кулисно да ги решаваат прашањата во министерството луѓе за кои сите знаеме дека не направиле ништо. Не може нема униформа да крчат раменици и само да потврдуваат тендерот беше лош. Зашто беше лош? Не може полицајецот да одговара, полицајецот да иде на дисциплински постапки, а тој што ги постави условите за тендерски да биде побарано набавка на одредена, да речеме, материјални средства или било што во министерството, дојде никош не одговара, односно биде амнестиран од било каква одговорност. Дали мислите дека ќе дојде време еден ден, кога и да биде тој, дали мислите дека ќе дојде време кога некој ќе одговара за непочитување на правилникот за начин на носење на полициската униформа? Бидејќи полициските службеници долг временски период имаат униформа, меѓутоа не е ни одблиску како што треба да биде, односно согласно правилникот. Многу сериозно прашање, ја би сакал пак ќе напоменам неколку пати потенцира во самата емисија. Не само јас да зборувам. Јас знам што е одговорот. Знам дека како што се движат работите нема да одговараат затоа што независниот синдикат не е инволвиран во начинот на работење на одредени комисии, односно на постапките во самото министерство и се они си ги прават работите така што на нив им одговара. Значи, тимот на министерот заедно со потписникот на колективниот договор на сите останати комисии, на се останато во министерството е така направено да одма ќе ти кажам, никој нема да одговара. Одговара полицајецот. На крајот полицајецот е тој кој е обесправен
и е тој што нема униформа, а од него се бара сето тоа што секојдневно тој што му доаѓа во контрола, во обиколка и така натака, му го бара нештото што за кое го немал. Многу едноставно. Значи, самите знаеме дека као независен синдикат на полицијата во 23-та година имаме посебна акција со која сакаме на посебно помладите полицајци кои не беа обезбедени со униформа, затоа што и ден денеска не се обезбедени со зборам целосна униформа. Не зборам поединачно, не знам, чорапи, каиш, панталони, па посебно две. Да не се разбереме погрешно, униформа има, меѓутоа не е согласно правилникот. Значи не е комплетно. Не е комплетно така да. Тоа е проблем. Тоа изборувам, значи ние имаме делови од униформа, условно кажано или жаргонски кажано како ние што го кажуваме во полицијата, имаме само делови од униформа која носиме. Меѓутоа ја немаме целосно согласно упатството и правилникот. Така да за ова прашање во 23-та разговараме безброј пати и пак ќе се навратам на сето тоа што направиме во 23-та. Ете, не учествуваме во ниеден поглед на ниедна средба со министерот. Министерот за сето тоа дали било добро или не, дали сето тоа што сум го направил или не како претседател, времето ќе покаже. Јас искрено сум пренел преку сите да речеме социјални мрежи, сум ја запознал јавноста дека затоа што немаме следба, во знак на благодарност му подаруваме одреден пакет на подарок, за да може да се сети дека направил грешка. Значи тој е човек. Грешката мора да се види кај луѓето што ги следат овие работи. Така да може да зборуваме премногу, се надевам дека просторот зад микрофоните нема да биде само денеска и да се заврши, посебно што пак ќе напоменам како на самиот почеток дека студиото е исклучиво во рамките на самата конфедерација, значи конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, во чиј состав е и самиот грански независен синдикат кој учествуваше, односно е дел од сето тоа што го направиме со ова студио. Ќе биде место од кај што ќе праќаме пораки, ќе ги праќаме нашите видувања за грешките на поединци, сето тоа што документирано го правиме и во 22, 21, во 23 ќе продолжи од денеска па во 24 година. Сето тоа што ќе го праќаме и упатуваме кон техничкиот министер и кон новиот министер кој ќе дојде момент да го имаме во новата влада, ќе биде упатувано наискрено, добронамерно, со доброто и со потребата за полицајецот да живее подобро, односно да ги има сите оние привилегии као секој останат работник во државата, бидејќи полицајецот во моментов е на најниско ниво во поглед на многу нешта. Кажете ми накратко за организацијата на протестите во 2023 година. Во тоа што беше во минатото. Да, од страна на независниот синдикат. Па, независниот синдикат на полицијата, како што напоменав, една од основните поенти и начини на добивање на нивните барања, односно на пренесување на сето она што не годува и го нема добиено, затоа што пак ја кажам, ако не сме имале ни една следба, значи не сме добиле ништо. Сето тоа што сме го барале преку дописи во 23-та не допрело до министерот и немало средба, немало ни разговори, ни преговори, така да сме биле незадоволни и сме имале повеќе протести во рамките на 23-та. Ќе го потенцирам караванот, што е многу битно за јавноста, за историјата, за записот на самата емисија. Караван во кој имаме 3 протести на просторот на СВР Штип, СВР Струмица, СВР Куманово, протести кои беа од регионален карактер, секторски карактер, протести на кои зема учество колеги полициски службеници кои се со место на живење во овие сектори. И на 2 декември минатата година имаме завршен протест од самиот караван, кај што го ставиме во мирување протестот, мирување зборувам, затоа што протестите е единствената и основната алатка на функционирање на независниот синдикат на полицијата. Јас сум горд што го предводам самиот
независен синдикат на овој начин, како и да е, граѓаните веќе не знаат и кој ќе слушнат има протести, сигурно независниот синдикат е тој што протестира, што сум го слушнал безброј пати и безброј граѓани, односно луѓе што сето тоа што го следеле во 23-та ќе го гледаат и во 24-та, се надевам дека нешто нема да престанеме. Убеден сум дека сето тоа што го бараме како независен синдикат на полицијата нема да заврши со сето тоа што го имаме како најава. Ете, подпиша колективен договор, ги решиме прашањата. Не е така и убеден сум дека и во тој колективен договор кој ќе го разделаме и кој ќе имаме насоки од адвокатите, ќе ги видиме сите грешки кои се направени во самиот текст и документ во тој посебен колективен кој е на ниво на работодавец, односно на ниво на МВР, кој ќе ги видиме сите грешки, односно сите негативности од кои полицајецот ќе има негативен начин на функционирање, односно на потреба за тужење и правата ги бара и преку суд, јавно ќе излегуваме и прво, као и до сега, и во 24-та истото ќе биде преку официјални барања и дописи, ќе ги бараме тие права доколку не успеваме да ги добиеме, ако ништо повеќе, ако немаме ни било каков одговор, протестите ќе бидат моменти кај што ќе ги изразуваме нашите практично секираци, односно нашите видувања да дојдеме и да допреме до гласот на народот. Кажете ми каков е ефектот од тој караван? Не предпоставам, туку знам дека беше во врска со нападите на полициските службеници. Кажете ми, беше доставен предлог закон за изменување за нападите на полициските службеници во смисла на тоа да се зголеми казнената политика во врска со нападите. Токму така. Дали има некаков ефект? Докаде е таа постапка? Некаков одговор? Било што? Длабоко дишам затоа што граѓаните во 23-та година се соочија со измена на казнениот законот за казнениот законник, со што казните на луѓето што направиле практично престапи беа практично намалени. Сето тоа што го имаме као полицајци во рамките на Министерството за внатрешни работи и нашите грешки кои се класифицираат како грешки од кои мора да одреден дел на полицајци сносат одговорност, е од одземање на службено оружје, односно на пиштол, до симнување на работни ингеренции од работни позиции, преку дисциплински постапки и до обвиненија кои се процесуираат преку јавното обвинителство до ОЕО-ГОК. Сето тоа предизвикуваше револт и се уште предизвикува револт, бидејќи сето тоа што е недокажано во судска постапка, комисиите во рамките на полицијата кои до сега беа во секторите, а сега е една централна, донесува во минатото одлуки со кој полицаец кој не бил виновен и согласно судските одлуки не бил казнет затоа што немало вина, немало докази преку јавното обвинителство, дојдоме во ситуација да Гранскиот независен синдикат побара измена на одредени закони во кривичниот законник. Меѓутоа, сите тие трибини кои во минатото ги имаме со одредени експерти од областа на правото, Независниот синдикат на полицијата не е само синдикат кој е декларативно као одредени синдикати и синдикат кој седи и чека милостиња. Независниот синдикат и преку трибини и преку јавни дебати кои ги организирал и преку писмени дописи до одредени политички партии во собранието, обраќајќи се, побарал измени на кривичниот законник. Меѓутоа до сега јавноста знае, односно и самите полицајци се свесни дека нема никакви измени и се свесни дека сето тоа вродува со револт, вродува со
одбојност кај самите полицајци, сето тоа што го имаме како појава во 23-та, зашто многу пати сме говореле, доведувало до напуштање на работните места и на самата држава, односно заминувале од Министерството за внатрешни работи и од полицијата. Меѓутоа тука мора да го спомнам и делот на затворската полиција, кај што од август минатата година 2023 до сега, до почетокот на 24 година, имаме 40 напуштања на работните места на затворски полицајци од затворот и Дриза. Ова е тема со која не независниот синдикат, не Министерството за правда, владата на Република Македонија мора да се занимава и да има посебна владина седница. Што е тоа што 40 затворски полицајци, значи и пренесувам, дури на техничката влада, да се позанимава со прашањето причина зошто напуштиле затворска полиција, односно зашто го напуштиле затворот. Не сакам да правам компарација и споредба во делот на колку напуштиле и колку службени, односно колку приватни возила се запалени во 2023 за кои независниот синдикат на полицијата колку што можел и што можел преку синдикатот на затворска полиција, независниот синдикат се разбира, направил, меѓутоа е тоа минорно во делот на она што самите вработени во затворска полиција имале лична штета. Замислете, запалени возила на затворски полицајци, затоа што сето тоа што се случи во самиот затвор е нешто за кое мора да сватат и самите затвореници. Значи јас имам и у моментот, еве ги поздравувам од самата емисија, верувам дека и тие ќе го гледат сето ова, безброј луѓе, граѓани на оваа држава што се на издржување на затворски казни. Безброј имам, и во Штип, и во Скопје, да не потенцирам, и во Струга, и во Приле посебно, кај што преку затворските полицајци ме поздравуваат. Тие ми се пријатели, другари ми се тие, меѓутоа тие мора да се свесни дека направиле законски престап. И доколку, како ви кажат, не си виновен дека не те фати полиција, односно дека немаш обвинение, дека не те казни и пресуди судот. Така да мора да сватат во делот на надвор од самиот синдикат, меѓутоа во делот па и на синдикалното право на затворската полиција. Значи тие, бидејќи државата не направила ништо за оваа работа, и затоа посочувам и потенцирам према идната техничка влада и према идната влада, мора да поработи на делот на овие прашања на заштита на правото на затворскиот полицаец и на правото на редовниот полицаец, затоа што нападите кои беа во 2023 ние направивме посебен часовник, условно кажано часовник, кој, односно бројчаник, кој одбројува број 760 е 760 и после последното бројање имам уште 763 напади на службени лица во Министерството од 2018 година. Ова е поразителна бројка за која, пак ќе кажам, не ГОЦЕ, не независниот синдикат. За оваа бројка мора да се позанимаваат стручни експерти од повеќе профили. Така да, пораката која праќаме, односно која праќам е најдобро намерна за доброто за државата и за доброто на граѓаните во оваа држава. Затоа што ако треба некој да се чувствува безбеден, треба и тој политичар, јас и во очи им кажувам, вие политичарите или идните политичари или идните функционери живеат безбедно во зависност колку е заштитен редовниот полицаец или затворскиот полицаец. Ако ние немаме заштита као работници во полицијата, како може да бара безбедност и безбедно живење еден граѓанин политичар, ако тој као политичар не донесе соодветни законски решенија со кое ќе му даде такви законски решенија со кое ќе биде заштитен тој полицаец. Не зборувам да биде со такви критериуми да може да прави што сака. Далеко од тоа. За крај би сакал едно прашање во врска со неодамнешното одредување на минималната синдикална кошничка. Сојузот на синдикати на Македонија заедно со Министерството за труд и социјална политика утврдија минимална синдикална кошничка во вредност од 56.000 денари.
сега се доведуваме во една незавидна ситуација кај што платите на полициските службеници, платите на затворските полицајци, на судските полицајци не се одесува со оваа минимална синдикална кошничка. Уште колку време ќе треба за да ние како полициски службеници го достигнеме нивото на еден просечен граѓанин? Напоменав во емисијата и пак ќе кажам, као член во социјално-економскиот совет, као ГОЦЕ, преку Конфедерацијата на синдикални организации, на кои дебати учествувам и јас. Јавно сум ги прашал 5 министри се во тоа тело, таму се и работодавци, односно сите синдикати. Конфедерацијата има 2 члена кои немаат право на глас, имаат право на присуство и така натака. Јавно ги прашувам дали некогаш ќе почнат да размислуваат за тоа што јас како припадник на полицијата јавно зборувам, меѓутоа изборувам на тие социјално-економски совети кај што во општеството има и полицајци, им велам. Ме гледат, па знаеме, па вие знаете, господо. Меѓутоа, не зборуваме ние дека имаше пред неколку години, сега не знам точно, меѓутоа и тоа може да го најдеме стенографски, кај што 2022 мислам, во еден извештај од страна на владата, добиме извештај во кој, читајќи на самиот извештај, гледам возач на трамвај, класификација на работник. Па викам, да не е у некоја европска држава, типот на Холандија, на Франција, на Германија, бе господо. Како возач на трамвај, ние трамвај неаме видено со очи поединци. Поединци што живееле надвор од Скопје, кај што имале можност да, као пример, јас сум студирал во град кај што имало трамвај. Луѓето не виделе трамвај, а имаш класификација овдека возач на трамвај го ставаш во класификација на работници, а полицискиот работник го немаш во класификација, односно го имаш во некоја си друга форма, односно општ работник од делот на државна институција. Знаете зашто ве прашувам? Заради тоа што 56.000 денари, ако направиме една проста математика, да, условно сопруг и сопруга работат во Министерството за внатрешни работи, се на ранг на полицајци, земаат плата со 30% додаток заради ризик на работа од 29.000 денари. Две плати по 29.000 денари се 58.000 денари, а минималната синдикална кошничка е 56.000 денари. До тоа ниво е МВР во моментот. До дно. МВР е на дното. Значи поголемо дно, односно пониско од ова не можеме да имаме. И затоа е добро што ова прва овогодишна емисија е емисија која мислам дека ќе оди повеќе пати, односно ќе биде од таков јавен карактер, да може и тие што ќе седнат по одредени министерски фотељи да сватат дека сето тоа што ќе биде измени и во делот на минималната плата во март месец, согласно одредени законски решенија, кај што секој март владата носи нови одлуки, односно согласно таа посебна формула за покачување на минималната плата, мислам дека тој единствен, така наречен самопрогласен синдикат и техничкиот министер, односно министерот, мора да изнајдат решение согласно насоките ние што му ги даваме. Дали покачување на бодот, евробод, дали покачување на бодовите во рамките на самото решение на работникот во полицијата. Ама на крајот на денот полицајецот не го интересира дали е зголем бодот или не. Да, на крајот на месецот гледа на сметката колку има. Затоа синдикатот кој го потпишал колективниот договор мора да размислува така како што му кажува ГОЦЕ, односно независниот синдикат. Ние си зборуваме, они мислат дека тоа што го прават е најдобро, меѓутоа ние им кажуваме не правите добро на полицајците затоа што не се фокусирате на вистинското прашање на проблемот. Точно е. Полицајецот го интересира поголема плата или приближување на стандардот на комшијата. Приближување до просечната плата. Така е. Ништо повеќе од тоа. Затоа кажувам, еве, јавно... Ние не бараме нешто што не е возможно, ние бараме да се доближиме до некој просек во државата. Затоа независниот синдикат на полицијата е надвор од институцијата МВР. Затоа што јас јавно вака говорам, јавно зборувам и во рамките
кога сме имале средби до 2022 со министерот, мора да изнајдеме решение, макар и се смалил буџетот на решавање на одредени прашања. И дали ќе потпишете? Па ќе потпишеме, зашто да не? Нема да се набавуваат одредени материјално-технички средства, да речеме, што се небитни, ќе се направи добра селекција, можеби со заминување во пензија на одредена категорија на луѓе. Значи, ова е реалност. Ако од 2.300.000 државата се намалила на 1.400.000 или 1.800.000 по попис, као што сето тоа го слушаме статистички, меѓутоа дали е така, јавноста многу добро и најдобро знае. Дали имаме ние 1.800.000 или не би навлегол во таа, пак дели, класификација. Тука повлекува веќе и промена на систематизацијата. Многу работи се ќе повлече врзани една со друга. И па, видете се вака. Значи, не можеме ние сега да имаме систематизирани работни места, да не потенцирам сега у моментов каде и колку, не секам да потенцирам. Во 2016 имаме по 3 полициски службеници на полициска станица за граничен надзор, толку имаме и сега, 3 до 4. А одредени полициски службеници, односно одредена категорија на началници, шефови и не знам какви свене структури во рамките на министерството кои се по одредени кабинети, односно по одредени одели, се прекубројни. Значи, не би сакал да навлегувам во категорија кај што луѓето што работат во оделите ќе ме земат за непријател. Сакам само да им порачам. Господо, дајте сериозно да седнеме на маса, да се погледнеме face to face, сурат во сурат и да решаваме прашања кои со години се провлекуваат и поминуваат покрај нас. Ни замина млади полициски службеници, по моја наша статистика на независниот синдикат 15 месечно во просек во 2023, по моја статистика, а МВР треба да излезе, нели, која ќе треба и ако некој побара, ние ќе побараме јавно преку информација за одјавен карактер со официјален документ, јавно колку полициски службеници напуштиле во 2023 по месеци. Тоа е наше уставно загарантирано право. Ќе го добиеме како податок и ќе го имаме како основа за анализа во 24-та. Така се работи во една вистинска сериозна институција, као што е институција синдикат, као што ние го работиме и 2024-та ќе ни биде година, пак ќе кажам, покрај воредно конгресна година и година во која очекуваме со техничката влада и со наредната влада разбирање на министерот и овој колективен што е подпишан пред 5 дена експресно да се поништи, да се фрли у канта, јас ќе го запалам. И у Вардар ќе го фрлам. Да, точно е. Затоа што не кореспондира со реалната вистина. Не може еден член таму да говори дека единствен синдикат во МВР кој е репрезентативен е Македонски полициски синдикат. И тука почнувам и тука завршувам. Палење со оган и фрлање у Вардар. Баш така, кремирање. И завршува и времето предвидено за емисијата. За крај, ваша последна порака до сите членови, до сите вработени? Живи и здрави да се. Независниот синдикат пак ќе продолжам со кремирањето. Ќе се обиде се да направи, да го запали колективниот договор кој е подпишан на 29 декември 2023 година. Тоа е за мене невалиден, понижувачки колективен договор. Да чекаме мирни избори, да се донесе покрај техничката влада која ќе застане стабилно, дај Боже, зборувам, дај Боже, како ќе бидат работиве, не навлегувам политички, меѓутоа аналитички, тоа што го слушам, не би сакал да бидам песимист, меѓутоа немам добри информации од тоа што јавноста и го говори, меѓутоа јас би сакал стабилна влада која за нас, за мене, као предводник на независниот синдикат на полицијата, дали ќе останам, дали би бил во таа влада и понатака председател или не е ни битно. Битно е да полицијата добие министер кој ќе има разбирање. Зборот разбирање да го тумачи многу сериозно. Министер кој што ќе ја свати сериозно работата и потребата на полицајецот. Многу добро кажа. Полицајецот го интересира на почетокот на месецот кој ќе му легнат пари као плата да бидат соодветни повеќе од она што сега го има, а сега нема ништо.
Се има само да плати сметки и нешто минимално, некој литро гориво стаи, за да може да се прошета барем не верувам дека не подалеку од местото на живење во радиус од 50 километри. Толку има полицискиот службеник. Така да очекувањата најминимално што можам да кажам се тие и се надевам многу вакви емисии, подкасти кај што вистината ќе ја пренесуваме преку микрофоните и ќе допира широко до секој полициски службеник, бидејќи информациите кои ги сакаат полицајците им запираат пред влезна врата на полициска станица, таму добиваат конкретна наредба и задача, нема ништо повеќе од ова што можам да го кажам. Јас ова што го зборувам е суштински се надевам дека ќе допре до нив и сакам да знаат што повеќе во однос на тоа што го имаат во нивното функционирање. Ти благодарам Гоце на гостувањето, се надевам дека повторно ќе ни гостуваш, бидејќи синдикализмот е неисцрпна тема, има простор за разговор за 10 емисии, така да те очекуваме во некој од наредните емисии повторно на нашиот подкаст. Поздрав и до вас, тоа беше се за втората емисија, ви посакувам среќни празници, па се гледаме за една недела. Поздрав!